Во денешните вести ќе гледат. Падна првиот снег. Ај зубо нека. Дури и Македонија пат беше изненаден. Ко за некое чудо. Каде за Нова година? И дали е ова нормално или не? Ако сакате одговор на овие прашања, останете на нашата програма или програм. Зависи од кој дел од Македонија. А исто така од тоа зависи и дали ќе ти исчистат улицата или не. Ама добра, ај да не би се дека за се буним. Ти ќе имаш стандард одговор. Ама вие какви сте? На времето на кој му чистите улица, сами си ги чистите. Море ние на времето сме. Дали сме на времето пред 50 години сме? Ше поако тогаш и поќе функционирале некој работа. Дали сами, дали не сами, како било, не е битно функционирале. Сега да видиме што ќе функционира. А реално и овај пат простено му и на Македонија пат, пошто снег да ти изненади во април е стварно изненадување. Освен ако имаш временска прогноза што ти кажува дека ќе врне, ама нема врска. Јас видов дека ќе врне и си реков како не, снег ќе паднат пече снеголки, то снег ќе види. И си ојдов сношти в студио и не можев дома да си дома. Тоа те секој со среќа. Како и да е да пуштиме ние шпицата и да си го почнеме муабето, пошто и да врни, да вее и сонце да грее и снегој во април да носи, то за нас ништо не е. Здраво, шо преш, како си? Ајде, пуштај шпица. Сега, минатиот период зборавме на многу теми. За системот во здравството, рековме не на депонијата. И таман ќе вртев на хумор работата, времето сврти на снегва. И тоа е можда еден одличен влез за хумор. Арно, ама, како јас зборам на сериозни теми, така се случват истите работи што ги правиме муавет дека нечина на мои блиски луѓе. Кој не може документи да изве заради системот? Кој не може диагноза да добие и да се излечи заради здравствениот систем? Кој се буни за депонијата муавето што го направивме? Значи, наместо хумор денес, па мора се вратиме на тие муавети. Пошто знаеш како, доста е кажи 2 збора и готово. Секој чудо за 3 дена. Не можеш батуле појти. Тома ако ти чини арно, ако не, кој те праша, така? Са прво што сакам да упатам апел е до здравствените работници. Не до сите, вие што сте окей. Ти знаете кои сте, културни воспитани луѓе. Борам за овие што мислат дека само тие се во свето и никој друг не постои. До вас имам еден апел. Опрајте се, значи ја имате најхуманата професија и вие треба сте најхуманите луѓе во свето, точка. Отико што реков, титулата што ја имате, браво, сте постигнале нешто, ја имате титулата, ви важи. Не мора бидите нелуѓе и вие ја имате титулата и друг ја нема. Пошто не е во ред да си играш со луѓе во било која професија, особено во таа. И јас разбирам дека егото е голема работа и дека здравството е поголем бизнис од сите други бизниси во последно, ама то не значи дека треба си живувате со луѓе. Пошто кога ќе дојди некој што има мак, не дошол кај вас оти вие сте тие, Господ на земјата. Не оти сте посебни, има доктори кој го сакаш сегде во свет. Ама дури да сте единствен во светот, то понашање не смеете да го има. Оти тој што иди, не иди кај вас оти сте вие посебни, туку иди оти има мак. За него иди, не иди за вас. И ако сте вие на таа позиција кај што сте доброволно, значи дека имате обврска да му поможите. И морална, а бога ми и легална. Мислам, ако ви чини, ако не, слободно напуштете вашата позиција, дајте му на некој што сака да помага на луѓето и одете негде глумете Господ. Пошто невини луѓе не се должни да ги трпат вашите фрустрации во живот. И кога сме веќе на тој муабет, како може некои доктори да се супер, да знаат муабет да направат, да знаат да се разберат, да сватат дека некој дошол таму е избезумен и нема појма што треба прави, па да знаат да го смират и да му раскажат човек како и да го средат проблем. Како може некој да знае и да се понашат како луѓе? Значи може така, значи до човекот. Арно, ама не, кај на системот е поставен, кодемек сега ти му падна ни враце и сега ти треба тука да се молиш понизно, да збораш, да се обраќаш со не со почит, туку како кон господари, како роб да за тие да можат вака со глајте да седат. Шо муавет е тој? Не смеш на господата збор да му речиш, не смеш да ги прашаш ништо. Оти егото, дивната кралска висост ќе се навреди. Така пред некој ден мој близок којде да земи резултати или шо и да е, направи снимки ово она што требаше да направи. Докторот му рече ќе ти се јавам 5 кич без гај. Нормално дека не му се јави. И што не му се јави, не ојде ни да го опули. Дур беше таму. Јај тој не се јави што не се јави. И кој не ти дава контакт бебате да го побараш да го прашаш. Немаш појма што треба да правиш, така. Те остават така, чекајвате, уживајте. Ош да го најдеш ти вели, знаеш како викенд фати. Реков шо ќе те барам, ќе видиме од понеделник. Але што не ти се јави? Нити ти кажува шо е, нити имаш снимки, ништо немаш појма, не можеш дојш второ мислење да бараш од негде пошто немаш ништо не ти дава. Одиш го бараш, го наоѓаш таму, појма нема за кој се работи. Те нема видено бебате, не те познава. Се ти го прашваш, пошто не ти е јасно што треба, како треба, зошто, процедури ова она, го гледаш во фацата дека се љути дур го прашваш. Пошто кој си ти прашање да го
прашваш така. Викаш снимките дали може да ги добиеме? Тој ти вели не се тука. Ги заборав Скопје не. Ќе ги дојсат ти земите ваман пати. Ти го прашваш кога ќе ги дојсат, тој ти се дава со стаф од таму. Од кај знам јас кога ќе ги дојсат, кога ќе дојсат ки земи. Извини, о ваша висост. Ние да не сме луѓе без работа, не треба секој ден да идиме да прашвам. Пошто ако идиш секој ден да прашваш, пак ќе се изнервира. Никако не. И сај си велиш неоме на недела, оиш по една недела. Сестрите ти го велат следното. А вие бевте ми на тиопат? Многу неубо кон докторот така. Што е то прашање? Докторот многу се навреди. Знаете како е, враце му сте треба малце понизно, со молење, со колење. Оти може инат да го фати. Извини, ние позади не слушнавме шо може да го фати доктор? Инат здравствено лице му вели на пациенти дека докторот може да го фати инат. Оти луѓе што се загрижени за сопственото здравје го прашваат прашања што треба секако да му ги одговори. Прашања што беа најкултурно прашање. Тоа саш да ми кажи? Тоа е тој систем што го правиме муабет овде. Добро, тогаш вака ќе направи. Ако досега зборав во шифри, те ме кај да не именувам луѓе, да не апрам голема. Од сега па натаму нема да ќутам за ништо на никој, за ниедна неправда. Нешто нема да ќутам, туку ќе ве прозивам со и. И не само што ќе ве прозивам тука, туку ќе бидат спроведени легални постапки кон сите што се понашат нелегално. И се за разлика од вас, јас сум само еден обичен смртник, пошто Бог е еден. Сите останати само глумите некакви божества. Арно, ама јас се кладам дека ова приказна е само една сламка во цело сено на приказни што ги има македонскиот народ. И се може сите тие сламки немат платформа за сега, ама многу лесно може да ја добие. Што значи ќе ве замолам уште еднаш. Почнете да се однесувате како луѓе. И то не важи само за здравствени работници, важи за сите што се на некој начин дел од систем. Што мислат дека се поки од другите луѓе. Почнете да се однесувате како луѓе, ве молам. Пошто со инает, со одење контра и со его, работите не се решаваат. Не сме во трето три. Возрастни луѓе, понашајте се како возрастни луѓе и како луѓе воопшто. Оти не мене, туку цел народ веќе почнува го фаќа инат. То не е од сега, арно, ама до сега никој не му даваше јавно простор на овие проблеми. Е па помина тоа време. Од сега па натаму има јавно да збораме за проблемите, па што сака нека биде. Мислам ако ви чини. Ако не, кој ве праша? Пошто ова е како што знај системот да речи, последна опомена пред исклучување. И кога веќе го спомнуваме системот, исто имаше многу реакции од луѓе за систем. Овој вака заглавил, овој така заглавил, онај чекал месеци, онај години, онај платил она, овај платил ова. Најчестиот муабет знаеш што е? Падна систем. Значи пример, ти си битолчан. Си во моментот живееш Скопје да речи. И сега треба да извеш некој документ, ама треба да се вратиш до Битола за да го извеш, пошто не можеш во Скопје, ти кој си ти во Скопје да го извеш. Што ако сме 21 век и треба системот да биде систем сека? Така не функционира по градови, не па секаде да биде, ама добро. И се јавуваш ти од Скопје, те закажват да речиме во среда, одиш ти во среда во Битола специјално пошто не можеш нели да завршиш работа таму кај што си, пошто кој те прашва така. Идиш во Битола, влегваш натри, ти велат, џабе дојде падна систем. Не е до нас човек падна системот што да прави. Исто пример се случува и во здравството. Пример се креваш од негде, не знам, од Дојран да речиме, треба Скопје да одиш на болница. Ти закажват термин од сега по 6 месеци, пошто мој термин нели. И ќе дојдиш на таа и таа дата, по 7 сабајли. Ко ти в комши да си на болницата, ко ќе стана ми ќе одам, ќе се проверам. Кога не треба 4 сати да возиш, не спан комплетно, ма добро. Нели не е то проблем на божества. Тргаш ти од Дојран, се креваш, тераш, патој, патарини, нервози, сообраќај, Скопје, немаш појма кај да влезиш, стигаш болница, плаќаш еден тон пари за паркинг, влегваш внатри, ти вели системот падна. И се што да промена. Ди што ќе се вратиш кога има друг мој термин за 5-6 месеци. Или па чекаш редица негде на шалтер. Обврски имаш еден тон, арно, ама нели мора се платат сметки или шо и да е. И дремиш на тој шалтер сати уле, гледаш дека никој не мрда, никој не иди на ред, никој не се менва ништо. Ош прашва шо е работата? Падна систем. Што да правиме падна систем? Добро ме интересира. Шо систем е тој? Како може секој ден да паѓа систем? Еден од тие системите не е систем кој што треба. Како може да не може да функционират едноставно работите? Јас разбирам дека сме мала држава. Разбирам дека таа функционалноста на системот не носи пари, не победва избори. Едноставно не ви функционира во бизнис. Творете. Ама не може ве 21 век, 2025 година сме. Има луѓе што копат биткоини во држава, што користат и струја, интернет и све може да направиш од тука. Милиони прат луѓе онлайн што работат, ама системот не работи на држава. Пошто луѓето по дома имат поки ресурси, да нивниот систем да работи од државата. Оди најди му НЗС. Ние основните работи не можеме да ги решиме, овде правиме муавет за модерни депони. Прво системот се направи да функционира,
да не паѓа, то прво се реши. А дека треба да се направат депони модерни и да има камиони што не капат и ѓубрето да биде средено, дефинитивно треба, ама не на ваков начин беба. Не може насила депонија тука, рековме ние, и тука ќе биде и крај. Чекајте малце. Па секоја општина треба да си има чаре за сопственото ѓубре, не може ние ѓубрето од цела Македонија тука да го чуваме. Значи сигурно постои поубаво решение од ова. Само прашање е дали се исплати поубавото решение. Јас сигурен сум дека се исплати. Само што некој треба да го размислиме, сваѓа. Јаки ми се луѓе што коментира. Не е убаво да протестирате. Ова е рече идеално решение. Чекајте малце бе, другар, идеално за кој? За другите општини во државата, да, идеално е. А убаво е да немаш ѓубре од тука да се носи негде на друго место се суреда. Нема поубаво. Ма биле направени испитувања, баш на тоа место најмала ќе била штета. И сега да не знаеме како функционираат работите во државата, ќе речиш добро, направили испитување. Арно, ма знаеме како функционираат работите во држава. И мене ме интересира кој е тој што го направил тој испитување. Тој бил некој неутрален човек, некој стручен човек што немал никаков ќар од приказната. Ај боже да е така, ама аз чисто се сомневам. И саш да ми кажеш дека од цел простор во ова наша уба држава, баш тука е најпогодното место. Ја мајка, кои се тие испитувања? Дај да ги видиме. Кој е толку бистар што го кажал тоа? Јас пак ќе речам, дефинитивно треба да се решат работи. Доста е палење на ѓубриња и огно и отрови така натаму. Треба да се модернизира работа. Ама дека треба поубаво решение да се најди, дефинитивно треба. И дека треба цел народ во Македонија, од сите општини, да дај поддршка во приказната, исто така треба. Пошто јас лично, ако ова се дешаваше во некој друг град, пак ќе си го кажев моето мислење. Пошто дур не се поддржиме и дур не станиме сите заедно како луѓе и реално да збораме за работите што чини што не чини, дур не го направиме тоа, системот ќе продолжи да си функционира ваков каков што е. А ваков каков што е, гледаме како функционира. Никако. И знам дека овие муабети ги годат луѓето со его големо тие божествата што ги збораме, пошто научени се народот да му се лижи, научени се сите да ќутат и да се лањат и да се молат и да зависат од божества. И знаеш како? Кој ги праша бебате? Кој што рековме, Господ е еден. А се останато е отворено за дебат. И ни еден збор овде кажа не е нити за инат, нити договорен, нити смислен, нити па поврзан со било што или било кој. Се што кажувам иди искрено од мојата душа, од срце. И затоа не пишам ни сценарија ни ништо, сакам да си го кажам нештото како што ќе ми дојде во момент, пошто тоа е единствениот вистински начин. Не за џабе се викаме вистинска телевизија. Толку од мене за денес. Фала ви за вниманието. Останете ми во добро здравје и благословени од едниот Бог и не дозволвајте тие лажни божества и суети да ви го расипват живот. Поздрав, имајте убав ден.